Добровате во новата епизода. Денес ќе пробам да им несам сите планински венци во светот, па може веднаш да започнеме. И да започнеме со планините во Европа. Вака се, значи ова се кај Шпанија и Франција се вика Пиринеи. Ова се Алпите. Еве ги, точен одговор. Ова се Карпатите. Carpathian Mountains. Како се пишува само Carpathian. Еве ги влегува. Значи ова е близко од исток се наоѓа Кавказот. Caucasus. Вака се пишуваше точно. Идеме со Африка. Во Африка единствено планински венец се вика Атлас. Точен одговор. Во Јужна Америка ова се Андите. Точен одговор. Сега САД. Ова се Апалачките планини. Точен одговор. Ваму беа Карпестите планини, односно Rocky Mountains. Ова се вика Каскадни планини, ако не се лажам точно, и ова се вика Сиера Невада. Невада. Точен одговор 10-20. Значи, ваму уште една планина што се вика Аљаска. Аљаска планински венец или да, ева планина тука. Да, значи ние комплетиравме Америка, Јужна Америка, Африка и Европа е комплетирана, сега идеме со Азија. Во Азија најголемиот планински венец во Русија е Урал. Точен одговор. Идеме надоле во Јужна Азија. Овие се Хималаите. Хималајас. Точен одговор. Ова се вика Тијан Шан и Хинду Кун. Така беше нешто. Кун беше ми се чини? Не, Хинду. Ајде се навратиме после, значи другата беше дека се викаше Памирена планина. Ова беше ова планина што се дели помеѓу Русија, Монголија, Казахстан и Кина се вика Алтай. 16-20 ни остануваше 4 одговори. Во Австралија се викаше Great Dividing Range заради некоја причина на македонски појма немам како е. Ова во Лаос се викаше Апалезе, нешто беше, како се викаше, само да ми текне. Добро, во Нов Зеланд ова ситниот планински венец се викаат Јужни Алпи. Точно одговор, 18-20 и ни остана овде во Азија. Се викаше ова планина Хиндукуш. Хиндукуш. Точно. Хиндукуш, Азија. Овие тука во Азија сите умесени и остана оваа планина овдека во Тајланд, ако не се лажам, или ова е Лаос. Уште минута и 25 секунди и имаме 19 од можни 20 одговори, значи не остана само оваа планина. Како се викаше, дали беше Апалоте, нешто, не. Апелазе, како се викаше оваа планина, не може да сетам. Така че други ни цели да ги месуваме сите можни планински венци, ни остана само уште ова во Јужна Азија. Ова се викаше Амалезе, да не беше нешто. Вака да не беше. Да пробаме. Ја знам, ама спелувањето е многу лошо на англиски и не може да ми текне точно. Ама вата е нешто да не беше, не. Не, ще 30 секунди дали ќе ми текне. Ништо не ми текне, мораме да се консултираме со Google. Ова планина беше во Лаос. Тоа е точно само како се викаше. Ајде баш да видиме во Лаос. Mountain. Значи ова е видов немалку 3 пати и сепак ја заборавив. Да видиш што ќе ни каже Google. Анамезе се викаше. Да, не знам малку. Уште 12 секунди, Анамезе, сепак со мала помош на Google идеме со 100% одговор. 20 сепак мои беа 19 одговори и за последно се консултиравме со Google за овие 100%. Точно, значи еве ти, највисок врв на Хималаите е Маунт Еверест. Точно. Значи еве ги, сите планини се точни, мислам дека можам да бидам задоволен, 19 точни одговори со помош на Google, тоа се 20 и го ја пополнивме, ја комплетиравме целосно оваа листа со планински венци. Бидете на линија за следната епизода, до тогаш пријатно и се најубаво.